Овогодишната кампања ни почнува со тоа што ќе имаме повеќе активности во повеќе градови. Се разбира, главните активности ќе се одржат во градот Битола на самиот ден, а почнувајќи од 10 часот во Битола во Центарот за култура ќе имаме крводителска акција и бесплатно тестирање за хепатитис и ХИВ. Заедно со Центарот за јавно здравје од Битола, Центарот за трансфузиологија, Црвениот крст од Битола и многу други помагатели, поддржувачи кои се со нас. Се разбира, тука во делот на едукација превентива и општина Битола се вклучува максимално во поддршка на овој настан. Можам да кажам дека во текот на денот продолжуваме исто со доста други активности од типот на делење на флаери, делење на презервативи, промотивни материјали во однос на заболувањата, трансмисијата и превентивата за овие заболувања. Така да тој ден, односно 28 јули, го завршуваме со една музичка манифестација како и секоја година, односно во традиција на Хепар центар за намалување на стигмата, посебно кај младите генерации. И тоа е музичкиот хепенинг со познати групи. Тука ќе ги имаме, значи, конгите од Битола, ќе имаме DJ Dance Latino Performance од Скопје и ќе имаме исто така жонглери со огнови, ACD Triple, кои ќе овозможат на, без разлика која возраст од генералната популација, добра забава, добро дружење и едноставно да сватат дека стигмата не е дозволена повеќе за овие заболувања. Какви се бројките оваа година? Велиме 28 јули го одбележуваме како светски ден против хепатитот. Какви се бројките? Има ли резултати, ако кажеме дека превенцијата е најбитна кога е во прашање нели лечењето на хепатит С, хепатит Б, сите се тука тие. Колку сите овие години од кога сте дел од ова одбележување на светскиот ден кој што се одбележува на светски рамки, имаат броденост резултати? Па видете, моментално имаме податоци дека околу 1% во Република Македонија има хроничен хепатит Б и С. Што значи дека тие податоци се моментално се ставени на проверка и морам да ви кажам од два разлога. Едниот разлог е дека за брзо ќе имате добра вест и дека Македонија се спрема да тргне по чекорите на останатите западноевропски земји, а тоа е да направи национална програма или акционен план во следниот период. Поради тој повод, пред само една недела во Република Македонија за прв пат бевме повикани од Министерството за здравство, каде што успеавме да формираме една работна група со повеќе институции и стейкхолдери, како од институционален карактер, така да и од стейкхолдери кои се потребни од компании кои ќе поддржат оваа кампања за елиминација до 2030 година. Така да јас се радувам што полека свесноста во Република Македонија се издигнува на некој ниво во однос на овие заболувања, без разлика дали е тоа на локално, регионално или национално ниво, бидејќи последиците од овие заболувања знаеме кои се и колку се опасни. Така да голем број на луѓе кои што не биле навреме третирани, а сега нивните последици ги чувствуваат, за жал морам да кажам дека нивниот број е огромен и веќе имаме последици кои се јавија пред само околу еден месец. Имаме веќе 2 нови пациенти кои се под хитно за трансплантација во Република Македонија. Можам да кажам дека клиниката за дигестивни заболувања и Фондот за здравствено осигурување веќе ги примија тие барања од пациентите, така да моментално се одвива процедурата за нивна брза трансплантација која ќе кошта многу пари. Значи тоа се 2 млади животи, едно младо девојче и еден млад дечко, фамилиарни луѓе, значи не спаѓаат во ризичните групи, доаѓаат од генералната популација и често мора тоа да вие медиумите давате една можност да објективно кажеме дека не се само луѓе заразени од ризичните групи кои ги наведувавме доста често, така да тоа се случува и во генералната популација. Трансмисијата може да се случи секому, така да тргнувајќи од самите себе па така натаму. Затоа јас апелирам едноставно до сите генерации буквално да пазат и од време на време да прават скрининг на самите себе, веќе се работи за тивки убици кои тешко се откриваат, а само скринингот, стриктно наметниот скрининг за хепатит овозможува брзо алоцирање и откривање на овие заболувања, каде што се дава огромна можност и предност во понатомашниот тек на лекувањето, за да не се најдеме во позиција за таквите млади, посебно животи, како што се најдовме за овие 2 животи, да дојдеме во ситуација да вршиме трансплантации кои се многу поскапи, а од друга страна и самиот начин изведување може да биде многу опасен. Така да е уште еден голем апел да до сите луѓе
еднаш годишно, два пати годишно борем да имаат специфични тестирања кон овие заболувања.